Дождовите донесаа болести кај растенијата. Над половина од засеаниот пипер во Струмичко има развиено болест, велат експертите. Советуваат земјоделците веднаш да почнат со третман на растенијата за да се запази родот. Ова збор за гринарството. Би сакал да напоменам дека скоро секаде, нели во огромен процент, над 50-60%, кај растенијата, пиперката кој што се е посадена на отворено, веќе има појава на болест, односно бактериоза, и затоа препорачливо е земјоделските производители, без разлика дали имат дали се здрави растенијата или се нападнати од болести, да извршат редовна хемиска заштита со употреба на адекватни фунгициди. Пламеницата се заканува на лозието. И тука лозарите треба да бидат подготвени. Ова време што помина, дожливо време, дошли сонце, предизвикува појава на пламеница. Бидејќи пламеницата се јавува кај сите млади делови, а инкубацијата, односно период на зараза до првите симптоми се движи од 8 сата до 21 ден, мора задолжително, без разлика дали има пламеница или не, лозарите да извршат редовна хемиска заштита пред се за сузбивањето на пламеницата, но исто така и за пепелница, затоа што знаеме дека овој период или спарување сега што настанува предизвикува појава на пепелница. Нормално е во заштитата, во лозарството, да се употреби инсектицид против појава, да речеме, на молец, кој што може да дојде и првата генерација на молец, а пред се во гринарството против листните вошки, тука важи и кај тутунот, затоа што и тутунот е подложен на појава на пламеница, листна вошки и така натаму, а и кај пиперот против трипс и така натаму. Земјоделските експерти велат дека третирани треба да бидат и растенијата кои растат под фолии или пластеници. И таму, особено кај корнишоните од пред 10 дена, има појава на пламеница.